Серија апсења за дрога во главниот град. Скоро секојдневно се апсат млади лица, но неретко и малолетници. Имено како што соопшти од полицијата на 27 и 28 април на различни локации во Скопје. Полициски службеници од СВР Скопје ги лишиле од слобода 36-годишниот НЛ, 25-годишниот БК, 24-годишниот МС и 25-годишната АМ, како и лицата БШ 41 година и лицето ТП 44 години и еден малолетник. Сите од Скопје затоа што кај нив била пронајдена и одземена марихуана. По целосно документирање на овој случај ќе следуваат и соодветни поднесоци, велат од МВР. Општина Аеродром од 5 мај понеделник почнува голема пролетна акција за бесплатно собирање кабаст отпад на целата територија на општината, што ќе трае до крајот на јуни, што всушност представува континуитет од минатата година, кога се спроведе есенска акција. Во соработка со јавното претпријатие за комунални дејности на општина Аеродром, на повеќе локации ќе бидат поставени садови во кои граѓаните ќе можат да го оставаат својот стар и дотраен мебел. Акцијата ќе почне од населбата Мичурин, каде што на 5 мај и на 6 мај садовите ќе бидат поставени на улицата Анастас Митрев, зад паркот до трансформаторот и на улицата Венјамин Мачуковски до трансформаторот кај железничката станица. Потоа на 7 и на 8 мај жителите на острова својот кабаст отпад ќе можат да го оставаат на улицата Владимир Комаров број 9 до контејнерите, како и на Владимир Комаров број 16 за трговскиот центар Скопјанка. Општина Аеродром ваквата акција ја спроведува со цел да им се излезе во пресрет на аеродромци, да можат бесплатно да го отстранат стариот мебел од своите домови. Со тоа истовремено ја заштитуваме животната средина од несовесно фрлање отпад, при што се создаваат диви депонии што ја загадуваат околината и се лоша слика за аеродром. Иста ваква акција општина Аеродром спроведе и во текот на август и септември минатата година, при што од точно 41 локација беа собрани околу 70 тони отпад, велат од локалната самоуправа. На 8 мај ќе биде отворено овогодинешното издание на саемна книга, кој ќе се одржи во арената Борис Трајковски и ќе понуди на домашната читателска публика многу наслови од познати домашни и странски автори, забавни активности и средби со некои од најважните имиња од светот на литературата. Како и секоја година ќе бидат организирани специјални посети за најмладите љубители на книгата од основните и средните училишта. Со цел подобра координација и подобар распоред на истите, секое училиште ќе треба да ја посети страната на skopskisajem.mk, да го најави бројот на ученици и времето на посета на учениците, бидејќи посетите се организирани со точно време и распоред, секој работен ден во периодот помеѓу 10 и 14 часот, се вели во соопштението на организаторите. И оваа година саемот на книга нуди богата програма за деца и млади во кои ќе уживаат вистинските љубители на книгите, но и оние кои допрева ќе станат такви, изјавија организаторите. Билетите за саемот на книга се веќе пуштени во продажба. Ќе можат да се купат и преку веб страницата karti.com.mk, а за време на одржување на саемот, билети ќе бидат достапни на билетарата на арената Борис Трајковски. Саемот на книга ќе се одржува секој ден од 8 до 14 мај, со работно време од 10 до 20 часот. По повеќе децении на големо барање на жителите од овој дел на населба Радишани, конечно започнува реконструкцијата на улицата Киро Ди Мушков, информираат од општина Бутел. Ова е значајна улица со површина од 1700 квадратни метри, односно на 480 метри должина, на која ќе се врши комплетна реконструкција. Реконструкцијата на улицата Киро Ди Мушков е дел од големата градежна офанзива, со која ќе се реконструираат 70 улици. Вложуваме 150 милиони денари, истакна првиот човек на Бутел Дарко Кустовски. Ветувањата кон граѓаните се реализираат. Чекор по чекор ја градиме општина Бутел, додаде Кустовски. Заменик министерката за животна средина и просторно планирање Ане Лашковска денеска присуствуваше на настанот на кој се презентираа постигнатите резултати и официјално се изврши предавање на проектна опрема на општина Ѓорче Петров во рамки на прекограничниот проект Паметен систем за рано откривање на поплави и следење на отпадот во сливот на реката Лепенец. Ги поздравувам напорите на двете прекогранични општини Ѓорче Петров од Македонија и Хани и Елезит од Косово, кои заеднички го имплементираат овој проект за развој на паметен систем за рано откривање на поплави и мониторинг на отпадот на реката Липенец.
Одржливото управување со водите на Лепенец како заедничко природно добро, прилагодување и ублажување кон климатските промени и превенција и управување со ризици и поплави во ова сливно подрачје се од особено значење не само за животната средина, туку и за заштита на животот на населението и социоекономскиот развој. Порача Лашковска, додавајќи дека за Министерството за животна средина и просторно планирање, ваквите позитивни примери за одржливо управување со водните текови и речните сливови се од големо значење и дека треба да мултиплицираат современи пристапи и паметни решенија во интерес на животната средина. Како дел од проектните интервенции во Ѓурче Петров се поставуваат 2 современи камери со сензори, чија примерна цел е детектирање на неовластено фрлање отпад на критични точки, долж реката и други јавни површини. На настанот присуствуваа и градоначалниците на општина Ѓурче Петров, Александар Стојковски, на општина Хани Елезит, Мехмет Балази, заменик директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Кашмир Салиу, доктор Југослав Хачковски од Меѓународниот институт за развој и истражување, како и представници на проектната единица. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно